Недоработена иницијатива без сериозна правна и институционална основа. Вака од владеачката ВМРО ДПМН го оценија предлогот за воведување електронска нараквица за сторители на семејно и родово базирано насилство, која треба да алармира кога сторителот ќе се приближи на жртвата. Иако предлогот на опозицијата за воведување електронски алки за насилници на прв поглед може да звучи како одлична идеја, со него се отвораат повеќе проблеми, смета Жаклина Пешевска, пратеничка од ВМРО ДПМН. Наместо импровизирани решенија, потребен ни е сериозен, сеопфатен пристап базиран на анализа, законска усогласеност и реална примена. Насилството не се решава со неприменливи законски предлози, туку со функционални системи што навистина ги штитат жртвите. По негативните реакции во јавноста откако мнозинството во собранието на вчерашната седница не дадоа подршка на предлогот по скратена постапка да се донесе дополнување на Законот за заштита од семејно насилство и насилство врз жените, што по втор пат го поднесе пратеничката и председателка на ЛДП Моника Зајкова. Таа денеска оцени дека ова не е само политичка, туку и морална одговорност, бидејќи, како што кажа, секое одбивање ја става одговорноста за идни жртви врз пратениците. И бидејќи мнозинството повторно избра да стои на страната на молкот, ЛДП нема да молчи и нема да се откаже, и ако треба по извесно време повторно ќе го достави истиот предлог, а доколку пак е проблем што предлогот доаѓа од ЛДП, како и многу други предлози кои што ги присвоја, еве слободно преку оваа говорница им го даваме, нека го поднесат тие. На неприфаќањето на предлогот преку објава на социјалните мрежи жестоко реагираа и пратениците на СДСМ, Фатмир Битики и Славјанка Петровска. Кога институциите немаат волја да воведат механизам што може да предупреди, превенира и заштити, тоа значи дека државата не застанува до жртвата тогаш кога е најпотребна, напиша Битики. И адвокатката Катерина Котеска-Стисниоска напиша дека е разочарана што предлогот за електронски алки за сторители на семејно насилство не е усвоен, без разлика кој го предложил и кој е на власт, затоа што според неа е добар предлог. Инаку електронските алки служат за да и дадат на жртвата сигнал дека насилното лице е во близина.